Национално издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Еве кои настани му дадоа белек на 19-тиот ден од месец јули. Активностите пред рестартирање на рудниците Злетово и Тораница течат според планираното темпо. Новиот концесионер Бугарски Минстрој планира прво со ископ да се започне во рудникот Злетово. Државата ги мотивира македонските земјоделци за инсталирање на системи за наводнување капка по капка, субвенции за земјоделците кои ќе вградат ваков систем за наводнување. Тешка сообраќајна несреќа се случи синоќа на магистралниот пат Велес-Штип, во која животот го загуби едно лице, а 3 се тешко повредени. Армијата се зголеми за уште 125 професионални војници, 48 се ангажирани во специјалната единица. Упорно и посветено градиме армија, која ќе биде посветена на национално ниво, но истовремено да ги извршува и врските кои произлегуваат од стратегиската цел на Република Македонија, полноправна интеграција во НАТО и во Европската Унија, изјави министерот за одбрана Зоран Јулевски и додаде дека се спроведени бројни реформи во армијата на Република Македонија, со што се добиени поефикасни и подобри структури. Војниците поминаа низ селективни тестови пред да склучат работен договор со армијата. Министерот Јулевски најави нов конкурс за прием на уште 90 професионални војници и 25 со завршено високо образование, лекари, инженери, психолози и тие по 9-месечна обука ќе станат официри во армијата на Република Македонија. Подсети и на отворениот втор конкурс за пилоти во школата за обука на пилоти за хеликоптери и нагласи дека во тек е селекцијата на пријавените кандидати кои треба да ја почнат обуката. Денешната рунда преговори на 4 политички потписнички на договорот на Пржино заврши без договор. Американскиот амбасадор Джес Бейли најави дека преговорите продолжуваат утре. Никола Тодоров од ВМРО ДПМН изјави дека СДСМ постојано одбива предлози, а дека неговата партија е конструктивна и постојано дава нови предлози за да се постигне конечно решение. Според Радмила Шекеринска од СДСМ, ВМРО ДПМН бега од регуларни избори и од договорот од Пржино. Најголем оптимист после денешните преговори беше представникот на ДУИ, кој изјави дека разликите се минимални и дека се блиску до договор. Продолжуваме на тема рудници. Активностите пред рестартирање на рудниците Злетово и Тораница течат според планираното темпо. Новиот концесионер Бугарскиот Минстрој планира прво со ископ да се започне во рудникот Злетово. Рударите и граѓаните на Пробиштип тагуваат по синдикалниот лидер на рудникот Злетово, кој почина деновиве. Почина председателот на синдикатот на рудниците Злетово и Тораница, Тодос Гацовски, на 57 годишна возраст. Гацовски долго време неуморно се бореше последниве години овие рудници да го добијат вистинскиот собственик и конечно рударите да имаат сигурна екзистенција. Последно гостување на Тодос Гацовски на 26.5.2016 година е во емисијата Рапорт на Канал Плюс телевизија, каде поопширно ги изнесе сите идеи, планови и гледања за судбината на овие рудници. Градот потиштен, граѓаните исто, што го загубиле својот сограѓанин. 59-та е нешто. Тоа да ви кажам, све е кажано. Народот оставија на улица, нервират се. Сега можам да го рестартират, ама чисто сумња. Бугарино можам да го рестартира. Па обавезно се зеките. Обавезно се зеките. Нема ништо од ова излезенција, зекето. Не може никако и да се обстане, а не да се кажува ово. Инаку засега постапката за рестартирање на рудникот се одвива континуирано. Моите информации од страна на компанијата Булмак или Минстрој, кои што се собственици веќе на рудниците, се дека секојдневно се зголемува бројот на вработени. Во моментот се работи како главен интензитет е дадено на подготовка за експлоатација. Паралелно со тоа тече постапката за добивање на дозвола за експлоатација на минерални суровини од страна на Министерство за
економија и веднаш по добивањето на оваа согласност, односно на оваа дозвола, ќе почне и официјално стартот на експлоатација, односно и официјалниот старт на производство во рудникот Злетово. Во рудникот Тораница тоа ќе биде со малку пролонгирање. Во моментов во рудникот Злетово се ангажирани повеќе од 110 работници кои работат на сервисирање на опремата, донесување на нова и подготовка на производствениот погон на флотација за преработка на руда. Меѓутоа и во Добрево веќе се почнува со план за подготовка на јамските простори и веднаш по добивање на дозволата за експлоатација ќе се зголеми и интензитетот на вработување на рудари и ќе се отпочне со официјално производство на руда. Бугарската фирма Минстрој, новиот концесионер на рудниците Злетово во Пробиштип и Тораница во Крива Паланка, стана собственик на имотот на двата рудника. Со исплата на 3 заостанати плати, први ќе бидат исплатени околу 1000 рудари од Злетово и Тораница. Инаку овие два рудника беа доведени до незавидна состојба, откако претходниот концесионер Индоминерали и Метали прогласи стечај. Остануваме во Пробиштип. Таму во тек е изградбата на градската капела, која ќе биде завршена за 6 месеци. Оврска на секоја општина изградба на градска капела. Со инвестиција од 8 милиони денари општина Пробиштип ќе добие градска капела. Приоритетен проект кој го изгласа форумот на заедницата за изградба на градската капела. Како што изјави градоначалникот Тони Тоневски, изградбата е во почетна фаза, а треба да заврши во рок од 6 месеци. Општина Пробиштип неколку години поред заедно со швајцарската влада организира форум на заедници при донесувањето на буџетот и оваа година како главен приоритет беше избран изградбата на градска капела. Токму затоа ние го предвидовме во нашите годишни програми за работа, во буџетот на општина Пробиштип и еве сега сме некаде на почеток на изградба на градската капела. Тоа е еден проект за кој што рокот за изградба е 6 месеци. Вкупната инвестиција е околу 8 милиони денари. Очекуваме да биде навремено завршен. Овој комунален објект е неопходен за потребите на општината. Со овој крупен проект, изградба на градска капела, ќе се реши долгогодишниот проблем на жителите од Пробиштип. 5 нови улици во село Врсаково Штипско почнаа да се асфалтираат. 3 улици во центарот на Штип имаат нов асфалт. Следува прилог за инфраструктурните зафати во општина Штип. Општина Штип интензивно работи на подобрување на патната инфраструктура во градот и руралните средини. Денес започна асфалтирањето на нови улици во Штипското село Врсаково. Ќе бидат асфалтирани 5 крака, чија вредност изнесува 20.000 евра. Во Овчеполскиот регион општина Штип досега има инвестирано околу 960.000 евра. Да подсетиме, околу пола милион евра или 500.000 евра чинеше патот Трогирци-Врсаково. Потоа обновата на делот патот Судик-Врсаково чинеше околу 60.000 евра. Во прва фаза беа асфалтирани улици во Врсаково вредност околу 130.000 евра. Дополнително со овие 20.000 евра од новите 4-5 улици, значи околу 150.000 евра. И за подсетување патот до Сарчево, кој што беше реализиран во 2013 година, во вредност околу 250.000 евра. На овој начин ќе се реши долгогодишното барање на овдешните жители кои мака мача со кладивиот и непристапен терен. Па пред тоа као нормално е. Шом е црн пат, не е добро. Шом се асфалтира, добро е. Патишта не е асфалтирани, со кал, со проблеми, со механизација, не може да се прииде. Па как ќе биде добро? Полесно движење и за механизација и за луѓе, за се подобро. Освен во село Врсаково, денес во Штип започнаа градежните активности за реконструкција на улиците Димо Хаджидимов, Борко Талев и Јане Сандански. Имаше доста барања за реконструкција на овие улици, бидејќи дел од нив се асфалтирани, дел од нив се бетонски, а дел е со коцка. Значи, изведувач на работите е Коле Трансинженеринг од Штип, ќе се асфалтираат вкупно 6700 метри квадратни, а инвестицијата е обезбедена од буџетот на општина Штип и во вредност од 3 милиони и 300.000 денари. Жителите од овие 3 улици се задоволни што конечно ќе се постави нов асфалт и ќе се стави крај на проблемите. Па не е лошо, добро е што го направи. Се што се направи, добро е. Сега стварно убаво нека се направи. Се што се направи, не е лошо. Градежната офанзива во општина Штип продолжува. Наскоро ќе бидат асфалтирани десетина улици за кои тендерските постапки се во тек. За изградба на патиштата во руралните средини, најголем дел од финансиските средства се од буџетот на општина Штип и со голема поддршка од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, јавното претпријатие за државни патишта.
Општина Штип за само 3 години има изградено и обновено над 30 улици во градот и над 60 километри локални патишта. Системот за наводнување капка по капка во светот се практикува од подамна и се покажа како мощно ефикасен во зимите каде што сушата е честа појава. Кај нас овој начин на алтернативно наводнување е на почеток, а државата со различни субвенции се обидува да ги поттикне земјоделците да го применуваат. Сушата, која меѓу другото е резултат на глобалните климатски промени, се повеќе ја актуализира потребата од преземање на алтернативни решенија кога се во прашање земјоделските култури и нивното наводнување. Во светот одамна се користат раздовидни извори за задоволување на потребите од вода, меѓу другото и системот капка по капка кој се покажа како мощно ефикасен и во најсушните предели. Овој систем веќе се практикува и кај нас, а за негова поголема застапеност деновиве се спроведува акција за запознавање на земјоделците со предностите што ги нуди овој начин на наводнување. Тоа е презентација на најавената програма, национална програма, каде што 80% средствата ќе бидат повртни, додека 20% ќе биде инвестиции на самиот земјоделски производител. Тоа е, значи, презентација кап по кап систем во овощарство, градинарство и житикултури. Презентацијата се врши, значи, Агенција за поттикнување на развој на земјоделието има задача да направиме ваква презентација низ целиот Ишче регион, значи каде ги офаќа нашите работни единици. На средбите во селата од истокот земјоделците се информираат за комплетните активности кои треба да се преземаат доколку се сака да се примени овој систем на наводнување. На овие презентации ќе бидат информирани земјоделци кои са бенефитот од кап по кап систем, како може да го бидат, кои документи треба се потребни и другото се што е потребно за изработка на ова. За сега интересот не бил на потребното ниво, но се очекува со новата мерка да се зголеми, велат во Агенцијата за земјоделско производство. Од страна на земјоделците за сега немаше многу голем интерес, но очекуваме сега со оваа мерка 80% напор дека ќе има. Инаку лани во овој регион беше презентиран проектот Систем капка по капка кај производството на пченка. Интерес да го применат пројавиле само 10 земјоделци. Слабиот интерес се објаснува со проблемите кои ги имале земјоделците околу обезбедувањето на потребната документација за аплицирање. Зголемена потрошувачка на вода во Кочани бележи комуналното јавно предпријатие Водовод. Посебно зголемување има во вечерните часови, кога несовесни граѓани нерационално ја користат водата за полевање на бавчките и градините. Високите температури ја зголемија потрошувачката на вода од градскиот водоснабдителен систем на Кочани. Од комуналното јавно предпријатие Водовод истакнуваат дека потрошувачката е зголемена во вечерните часови, кога несовесните граѓани ги полеваат бавчите и градините. Од комуналното предпријатие Водовод велат дека засега немаат посериозни проблеми во испораката на вода до домаќинствата. Бунарскиот систем на предпријатието располага со капацитет од околу 320 литри во секунда и доколку рационално се користи е доволен да се снабдат сите делови од градот. Инаку, просечната потрошувачка на вода изнесува од 170 до 180 литри вода во секунда, а деновиве максималната потрошувачка на вода е повеќе од 250 литри во секунда, истакнува Александар Евтимов, технички директор во предпријатието. Изминативе години пракса на надлежните во Кочански Водовод беше испраќање на екипи на терен кои до домаќинствата апелираат за порационално користење на водата. Годинава, како што вели Евтимов, се уште не се јавила потреба од преземање вакви мерки, што укажува на тоа дека свеста кај граѓаните за рационално искористување на овој ресурс проработила. Кражбите на вода, кои енормно ја зголемуваат потрошувачката, и понатаму остануваат проблем со кој се соочува комуналното јавно предпријатие од Кочани. Тешка сообраќајна несреќа се случи синоќа на магистралниот пат Велес-Штип во близина на Велешката депонија, во која животот го загуби едно лице, а 3 други се повредени. Во сообраќајната несреќа учествуваа 2 автомобили, БМВ со радовишки регистарски ознаки и БМВ со британски регистарски ознаки. Според информациите од МВР во сообраќајната несреќа што се случи синоќа околу 21 часот и 45 минути, починала сопатничката во БМВ-то со британски регистарски ознаки, а станува збор за 67 годишната МН од Свети Николе, а возачот МН и другиот сопатник од возилото со тешки телесни повреди се пренесени во Велешката болница. Возачот на БМВ-то со радовишки регистарски ознаки, 33 годишниот ГГ со тешки телесни повреди бил пренесен во Велешката болница, а од таму во ургентниот центар во Скопје.
Со низа активности овој месец продолжува топлиот културен бран во Делчево. На 23 јули делчевската публика ќе има можност да го проследи концертот на Венко Серафимовски во градскиот парк, а на 28 јули концертот на Скопскиот дувачки квинтет. По концертот на академскиот хор Мирче Ацев со академскиот хор Озвена од Словачка и рок концертот на неколку рок групи од Скопје, Србија и Делчево, во организација на Центарот за култура и локалната самоуправа продолжува топлиот културен бран во Делчево. Веќе во програмата се предвидени ревијата на светските филмови од мексиканската кинематографија, потоа од корејската кинематографија и од тајванската кинематографија. Овие филмови ќе се прикажуваат во наредните неколку недели. Веќе на 23-ти фолклорната група Вапцаров со женската пејачка група Ѓурга и распеани Делчевчани ќе бидеме гости на нашите пријатели од Добриниште, кои што на 23-ти ќе имаме целовечерен концерт кој ќе се одржи на летната сцена во Добриниште. Рок концертот на Венко Серафимовски во градскиот парк и концертот на Скопскиот квинтет кој ќе се одржи во новата црква, исто така се дел од настаните кои до крајот на месец јули делчевската публика ќе има можност да ги проследи во рамки на топлиот културен бран. На 23-ти на летната сцена ќе се одржи рок концерт на рокерот Венко Серафимовски, кој што со својот бенд ќе одржи еден целовечерен концерт. И веќе на 28-ми во црквата Свети Кирил и Методи свој концерт ќе одржат скопски солисти. Скопски солисти тоа се Скопски квинтет под раководство на Васил Атанасов и се надевам дека ќе имаме една убава прилика да уживаме во овој концерт. Исто така на 30-ти во соработка со општина Делчево во рамките на топлиот бран ќе се одржи афористичка вечер на која што ќе имаме одлична прилика во градскиот парк да проследиме афоризми и карикатури ќе бидат поставени во градскиот парк и гости на вечерта ќе биде групата Пицикато, тоа е група која што ни доаѓа од Скопје. Тоа се квартет кои што ќе настапат во рамките на топлиот бран. Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров во соработка со општина Делчево активно се подготвува и за 22-то издание на манифестацијата Голачки фолклорни средби, која секоја година се одржува на празникот Пантелеймон на планината Голак. Првенците на генерацијата од Кучани денеска заминаа на 7-дневен одмор во ПАК Република Хрватска. Ова е награда од општина Кучани и градоначалникот Радко Димитровски за нивните успеси во школувањето. Наградата е резултат на повеќе годишната соработка на општина Кучани со Хрватската Крижевци. На одмор заминаа 8 теми на најдобри ученици од основните и средните кучански училишта во општината, инаку првенци на генерацијата 2015-2016 учебна година, истакна Голубинка Ѓоргиева од секторот за образование на општина Кучани. По иницијатива на градоначалниците Радко Димитровски и Бранко Хрк, лани прв пат беше реализирана идејата за размена на ученици од двете општини. Кочанските ученици лани летуваа во ПАК и крижевски ученици зимуваа на Пониква, истакна Ѓоргиева. Инаку, општина Кучани 10 години успешно соработува со збртимената општина Крижевци во Република Хрватска. Според Ристе Николовски од општина Кучани, целта е да се најдат начини овие пријателски општини да ја продлабочуваат соработката помеѓу себе во сите сфери од живеењето, во делот на развој на бизнисот, на мали и средни предпријатија, образованието и културата. Покрај бесплатното летување, учениците на генерацијата од Кучани како награда од општината ќе добијат и по 6000 динари. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека е подготвен повторно да ја воведе смртната казна доколку народот тоа го побара, а парламентот го усвои неопходниот закон и потсети дека таков вид на казна применуваат и САД, Русија и Кина. Зарем смртната казна не постои во Америка, Русија и Кина, во земји ширум светот. Само во земјите на Европската унија нема смртна казна, рекол Ердоган доцна синоќа во обраќањето пред стотици следбеници пред својата резиденција во Истанбул.
Тој на поддржувачите им порачал, додека извикувале Анкара повторно да ја воведе смртната казна после неуспешниот воен пуч, дека Турција е демократска земја во која владее владењето на правото и дека барањата на народот не може да се занемарат. Ердоган исто така рекол дека денес планира да се состане со Националниот совет за безбедност. Еден од учесниците на државниот удар во Турција бил и пилотот кој го собори рускиот авион Су-24, изјави градоначалникот на Анкара Мелих Гокчек, пренесува Спутник. Според зборовите на градоначалникот, пилотот бил член на организацијата на свештеникот Фетула Гюлен. Активностите на оваа организација официјална Анкара ги нарекува паралелна држава. Председателот Ердоган ги обвинува приврзениците на Гюлен за организирање на бунтот, а самата организација со седиште во САД ги отфрла обвинувањата дека Гюлен лично го осудува превратот. Групата Исламска држава денес презеде одговорност за вчерашниот напад во кој еден афганистанец со секира нападна патници во воз во Германија, при што се повредени најмалку 20 лица, јави новинарската агенција ID Амак. Како што наведува агенцијата, организатор на нападот во Германија бил еден од борците на ID, а операцијата извршил како одговор на повикот да се напаѓаат земји од коалицијата што се бори против ID. 17-годишниот афганистанец кој синоќа ги нападна патниците во воз во Германија со секира и нож за време на нападот извикувал Аллаху Акбар, Бог е голем, изјави претходно баварскиот министер за внатрешни работи Јоаким Херман. Херман истакна дека истражителите за време на претресот на собата над напаѓачот, кого полицијата губи пред обид за бегство, нашле знаме на ID на кој имало насликано рака. Две жртви од нападот, членови на семејството на кинески туристи, се наоѓаат во критична здравствена состојба. Фудбалерите на нашиот најтрофеен фудбалски клуб Вардар утрово пристигнаа во Загреб, каде што утре во 20 часот и 45 минути на стадионот Максимир го играат реванш над преварот од второто квалификациско коло од Лигата на шампионите против Динамо Загреб. Полни со оптимизам, вардарци ветуваат дека ќе дадат се од себе, за да бидат конечни победници во двомечот со хрватскиот prvак и да продолжат во следната фаза. Првиот дуел кој се одигра на арената Филип II во Скопје заврши со триумф на хрватите од 2:1. Македонскиот олимписки комитет го потврди списокот на спортисти кои ќе ја сочинуваат македонската делегација на престојните летни олимписки игри во Рио во Бразил. Без никакви изненадувања, нашата земја ќе биде представувана од вкупно 5 спортисти, односно Анастасија Богдановска пливање, Ристе Пандев и Дрите Ислами атлетика, Нина Балабан стрелаштво и Катерина Николовска джудо, а секој од спортистите ќе има и свој тренер во Рио. Македонскиот олимписки комитет истовремено потврди дека пливачот Марко Блачевски нема да учествува во Рио, поради правилото еден ист спортист да не може да учествува на 2 олимпијади без обезбедена норма, со што во Рио нема да имаме представник во пливачките дисциплини во машка конкуренција. Олимпијадата во Рио започнува на 5 август со свечената церемонија на стадионот Маракана. Ова беше се за Централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување од мене до 23 часот.